Дема понатаму изборуваме на тема спорт, ќе зборуваме малку повеќе за фудбал. Неодамна се одржа традиционалниот 7-ми поред меѓународен турнир на фудбал Кул Куп 2024 година. Ќе поразговараме малку повеќе за тоа, за учесниците, како помина целиот настан, меѓутоа ќе зборуваме за тоа колкав интересот за младите момчиња и девојчиња да тренираат фудбал кај нас. Да погледнеме. Денес сум на еден од фудбалските терени на ФК клуб, кој годинава беше домаќин на меѓународниот турнир во фудбал на 7, 8 и 9 септември. Од Наташа Ристовска, генерален секретар на ФК клуб, ќе слушнеме ќе слушнеме како си поминавте на меѓународниот надпревар, а најхрабрите најмали фудбалери Давид и Кристијан ќе ни кажат како си помина на надпреварот и зошто сакаат да бидат фудбалери. Важи? Ајде сега да ми кажете прво кој ви се идоли. Мене идол ми е Кристијано Роналдо. Тој е еден од најдобриот фудбалер во целиот свет, во сите времиња. А ти како се викаш? Како е твоето име? Давид. А презиме? Јакимовски. Давид Јакимовски. Браво, Давид Јакимовски. Како си помина на меѓународниот турнир на кој бевте домаќин оваа година? Па си поминав одлично, дадов многу голови, направив многу асистенции. Ми беше криво што не освоивме и ки судијата малце не зезна, ама Браво, Давид, браво. Ти и добар соговорник си, право да ти кажам. А Кристијан ќе ни каже кој му е идол? мене ми е идол Кристијано Роналдо. Тој исто како на Давид, тој е најдобар фудбалер на цел свет и да. Еден ден и вие може ќе бидете најдобри на цел свет фудбалери? Да. Па кога ќе го интервјуираме Роналдо, он ќе каже Давид и Кристијан ми се најдобри фудбалери. Да. Браво за вас, Наташа, многу се храбри овие фудбалери, не само што се добри во фудбал, туку и добри соговорници. Први се пријавија да разговараат со нас без трема. Такви се и на терените? Така е. Без трема и даваат голови. Апсолутно. Слободни се и активни на терените. Значи тоа е нешто што е дел од придобивките на фудбалот, дека социјализација, комуникација, развој на децата, како еден од придобивките, верувам, ќе се согласиш. Точно така, значи спортот, односно фудбалот е колективен спорт, каде што дечињата се учат на тимска работа, комуникација и слобода, освен спортскиот дел. Годинава бевте домаќини, кажавме, на 7, 8 и 9 септември. Имаше многу екипи. Како си поминавте, како децата си помина? Има ли надпреварувачки дух помеѓу нив? Точно така, значи оваа година 7-ми пат поред го организираме нашиот меѓународен турнир Кул Куп 2024. Имаше 80 екипи учесници во 5 возрастни генерации од 2012 до 2016. Над 1100 учесници, искрено да ви кажам, многу позитивни реакции, среќни дечиња, родители, надпреварувачкиот дух нормално беше пред се на теренот. Имаше и разочарување како што кажа Давид, бидејќи не можат сите да бидат победници, но сепак помина во најдобар ред. Да, па тоа се учинили на теренот, да се подава топката, да бидат пријатели и да не бидат себични или само тие да даваат голови. Но се надевам следен пат кога ќе играте, дека ќе давате повеќе голови и ќе бидеш позадоволен, добро? Да. Ние дававме голови, но На судијата беше крив. Среќата не беше на наша страна. Никогаш ние немаме среќа. Ќе имате следен пат. Ева, сигурно ќе имате следен пат. Реков ми Роналдо може ќе ве гледа, мора да дадете се од себе, добро? Договорено? Ете така. Наташа 17 години постои фудбалскиот клуб Кул. Годинава ќе правите 17 година ќе биде. Денес, значи, го прославуваме 17-тиот роден ден. Кул е една од поголемите школи во регионот. Лоцирани сме на 3 локации, во Кисела вода, каде што сме сега на овој терен, во Карпаш и теренот Цементарница. Имаме преку 650 дечиња кои се членови на нашиот клуб. Така. Дали уписите се уште траат, кој може да се запише, на која годишна возраст и дали има девојчиња, бидејќи гледам само момчиња на теренот, тоа може Давид и Кристијан да ни кажат. Значи, уписите се во тек. После турнирот имаме поголема заинтересираност за упис на помалите дечиња.
Највозрастните генерации ни се 2008, најмалите се 2020. Секој ден има тренинзи во зависност од возраста на дечињата и како што напоменавте имаме и девојчиња. Помалите категории тренираат со момчињата, во моментов не се присутни, но имаме повеќе девојчиња што интересни девојчиња што се запишуваат. Инаку имаме и сениорски тип на девојки, ЖФК Вардар исто е под наше раководство. Давид и Кристијан, има ли девојчиња во вашиот тим? Па не многу. Па кај нас во генерацијата нема девојчиња. Мислам во селекцијата нема девојчиња, но во 13-та во селекцијата има девојчиња. Ако има девојчиња, ќе им подавате и на нив? Да. Значи рамноправно. Нема момчиња, девојчиња, нема попуштање, така? Браво за вас. Сите се подеднакви играчи. Погрешно се добри соговорници, добри джентлмени се. И така и да останат. Наташа, колку се заинтересирани децата да спортуваат фудбал? Еве во изминативе 17 години колку што имате искуство, дали од година во година се поголема интерес? Да, секоја година се поголем интересот за упис на дечиња на сите локации и од момчињата и од девојчињата. Бидејќи сепак спортот ќе напоменаме повторно колективен, фудбалот е колективен спорт каде што има заинтересираност. Да. Ајде Давид и Кристијан да ни кажат зошто тренираат фудбал, колку време веќе тренирате фудбал? Јас тренирам веќе 5 години фудбал и зашто сакам да станам професионален фудбалер. Браво. А Кристијан? Јас сум да. Давид, ви измешав. Давид, Кристијан, Давид. Јас тренирам веќе 4 години, 4,5 години во клуб. Желба ми е да станам професионален фудбалер, да играм за клубот Реал Мадрид. Е поврзано со Кристијано Роналдо. Све е поврзано. Браво. Значи треба да се трудите да играте, да ве види Роналдо и да ве викне во неговиот тим. Сакам да играм фудбал бидејќи во него има многу, давам голови, асистенции правам. И се дружите. Си наоѓам нови другари. Така. Браво, Давид. Мислам дека ова е доволен повод да ги поканиме и другите деца да се запишат. Дали се подготвувате за нешто следно? Има ли надпревари? Имате ли некои соработки со другите држави? Значи надпревари почнуваат од викендот во регионална и трета лига, детска лига, значи сите надпревари што се во организација на Фудбалска федерација. Во октомври гостуваме во Хрватска на меѓународен турнир каде одиме со 3 генерации и исто така во Охрид повторно со 3 генерации на турнир кој организираат од Србија. Тогаш ќе да си поминете. Многу голови да давате во Хрватска, важи? Ако одите вие. До тогаш да се поздравиме. Чао. Чао Давид, чао Кристијан, се гледаме Реал Мадрид рековме, така? Наташа, благодарам, навистина се прекрасни децата. Тие беа најхрабрите рековме, се гледаме зубави работи на фудбалскиот терен клуб. Ви благодарам многу на поканата и на посетата.